Во Србија имавме избори, на изборите имаше јасен и недвосмислен победник, но и покрај тоа земјата влегува во една многу интересна и чудна фаза. Ивица, следиме што се случува таму. Каква е, знаеш, обично, некој малку да има 2%, 5%, 7%, преку 7% се многу, да има повеќе помалку, па после да имаш некакви дестабилизации и некакви ситуации. Некој да има 20%, 25% повеќе, да има јасна и недвосмислена победа на изборите, како што има во случајов Вучич, признаена победата од американци, од руси, од све и свашта, и сега имаш во Србија дестабилизација. Беше ова најавувана дури и пред изборите. Значи во некои кулуари, сега мораме да кажем искрено, во некои политички кругови и во Македонија тоа се зборуваше, дека наводно во Србија дестабилизацијата ќе оди преку овие зелените, а дека во Македонија дестабилизацијата ќе оди преку ДУИ после изборите. И тие се зелени сега. Да, и тие се зелени, управо се. Значи тоа низ кулуарите се шушка веќе подолго време. Ама сега, што значи тоа во суштина не знам, ама само да го констатираме. Знаете, ја тука ќе ги земам како репер за надворешна политика, веројатно најмокната земја во моментов во светот и земјата која има и така прилично булдожерски стил на дипломати, отворено ги кажува работите, кои се допаѓа, кои не и се допаѓа, кој е дел од нивните стратешки интереси, кој не е дел од нивните стратешки интереси, тоа е Америка. Добро, и сега имаш ситуација, да, не им се допаѓа нешто многу Вучич. Многу не им се допаѓа, не малце. Да, и мене многу не ми се допаѓа Вучич, вака сега да бидам искрен, со неговиот стил на владење, со сите тие, нели, шоу и така натаму, но Ивица по друга страна, луѓе истата вечер, следното сабајле, му честитаа на Вучич и рекоа буквално јасно и недвосмислено дека ќе работат со идната влада на Србија, тоа е владата на Вучич. Да. Сега, знаеш, таква земја со таква дипломатија знае на крајот од денот да го прифати резултатот. Океј, игравме, играта завршува тука. Играта завршува со изборите. Да. Сега како што имаше некој гледам обид да се влезе во Стариот дворец, популарно наречен, тоа бил Стариот кралски дворец. Сега е собрание на градот Белград. Добро. Демек затоа што били украдени изборите, победниците на изборите самите ќе се влезат во собранието на градот Белград и како ќе го кажам тоа е, види па и француската револуција, нели, почна од она, од паѓањето на Хотел де Вил, нели, како што го викаат тие, од градската собрание, нели, од таму тргнат сите работи, некои такви символики. Меѓутоа, како да ти кажам, она не бе уај сцени, што се случува. Наслов мене не ми се допаѓа, мора да ти кажам. И денеска имаме, вчера имаше некои обвинувања, опозицијата вели дека уфрлени елементи се тие кои што кршеле власта, вели па ако се уфрлени, тогаш зошто барате да ги ослободиме? Сега еден господ знае таму што се случувало, меѓутоа мислам дека на Србија е потребна знаеш, е потребна поинаква да политика. го видиме по широкиот контекст. Ајде. Дури во Белград, каде што, нели, веќе националните резултати никој не ги негира во Србија и целата опозиција негира дека Вучич победил, но дури и во Белград каде што се оние теории дека сега Вучич 50, 60, 100.000, 200.000, невозможна операција, но сепак голем број на луѓе носел од другите региони да гласаат во Белград, како белграѓани. Посебно од тоа српскиот дел на Босна, Република Српска. Посебно од Република Српска. Океј, може би дел од тие тврдења се основани. Да, не треба може да се проверат се. Треба да се проверат, но со се цела таа бројка, колку и да е голема таа операција,
повторно Вучич победува во Белград. И убедливо. Нема маргина, значи нема... Не, у Белград пак има некои 5%, абе 5% не е малку, паси се. 5% е планина цела. 5% за Македонија колку се тоа? 50.000 гласа, така? Од на државно ниво, да. Да. За Белград е тука некаде, милион, не знам колку гласа, пак се нека 40-50.000 гласа, значи, не е тоа. Impossible е. Невозможно е 40-50.000 луѓе да организирате. Не е тоа малку. Сега, има тука една друга димензија, а тоа е дека не ми е јасно. Слушав деновиве, се гледав и со дипломати, со луѓе од, како да кажем, од оној политичко безбедносен полусвет и свет. Сите велат дека ова е некаква европска стратегија за Вучич да се фрли на колена, пред се поради Косово, и следно на ова ќе биде воведување на некакви санкции кон Србија. Ако ЕУ влезе во таква авантура, да. тоа ќе биде прво голем дестабилизирачки фактор за овој регион, а тој дестабилизирачки фактор за овој регион доаѓа баш во моменти кога во светот имате две воени жаришта. Не сваќам. Види, ама прво, знаеш, малце понекогаш сме обземени од паралели што ги правиме со некои други времиња. Значи, паралелата Вучич и Милошевиќ не е точна. Го зборувавме тоа во емисија. Паралелата Србија сега личи на Србија 90-тите, па тотално не е точна. Значи, за разлика од 90-тите, Србија сега е отворена земја. Интегрирана во светската економија. Но земја со сериозни предизвици. Никој не го спори во делот тоа. на демократијата, човековите права и така на. И економскиот развој, сега да се разбереме. Оно што е критично за овој регион, економскиот и социјалниот развој е критично. За сите земји од регионот. И ајде да одиме понатаму. Значи не е ова тој период. Земјата е отворена, слободно се патува, инвестиции влегуваат и така натаму. Јасно е дека оваа власт во Србија не е омилена на некои кругови во Европа и тоа не е причината заради начинот на кој што Вучич владее. Тоа не ги занима многу липчо. Проблемот е, да се разбереме, косовскиот проблем. Значи, призмата низ која што многу светски дипломати, и американската, и германската, и француската, и британската, и сите го гледаат Србија, е проблемот со Косово. Значи, тие сметаат дека веројатно таму треба, они би биле среќни, најсреќни би биле доколку Србија го признае Косово. Тоа е невозможно. Нема да се докажеме зошто. Затоа што 2007 година Косово стана 2008 година Косово прогласи независност. Таа независност не е допризнаена. Значи Косово нема столче во Обединетите нации. И веројатно нема да има во догледно време. Нема да има додека Србија не се согласи. Ние фиром ја земавме референцата за да го имаме тоа столче. Да. Тој беше нашиот компромис со време. Ние можевме, веројатно можевме и ние малце да се Доше, шта би било кад би било во овој момент е касно да се Касно, да. Да, има 30 години поминато, да ќе го оставиме тоа, но знаеш Ивица, Косово како прашање е едно. Легитимитет на избори во Србија е друго. Така е, управа си. Значи, окей, на Косово ќе се лактаат вака, ќе биде така, ќе биде 3 пати годишно, ќе има некаква криза, па полиција ќе влегува, па патетики, па се до тоа. И навикнати сме на тоа не е сосем нормално во изминатите 10 години, кога било различно. Да, навикнати сме, ама и не, како ти кажам, и досадно ние више мора да биде. Па не изненадува дека у Косово имало нешто тензии синоќа кои ќе прочитаме на вест. Проблемот е друг. Проблемот е што има врска тоа со изборите во Белград. Има, види, затоа што тоа е слабата точка на Вучич. И сега проценките, веројатно во некои кругови дипломатски проценките биле дека тоа е слабата точка кај што ќе можеме да го ослабиме. Ако го ослабиме, тој ќе биде подготвен да попушта во однос на Косово. Тоа била математика. Вучич имаше сега една
ја следам неговата пропаганда, неговите медиуми, неговите настапи, неговиот наратив. Една од тезите која ја даваат е дека во Македонија постои цел центар за координација на рушењето на Вучич. Сега види, Толку личи на Вучич. Страшно е колку личи на... Ке согласиш колку личи на Вучич ова. види, меѓу другото, факт е дека околу Заев се собираше чудна флора и фауна од Србија. Значи, Не, не, од да цел се разбереме. Не, ама посебно од Србија. Значи, се чинеше како и прво Заев имаше една цела серија лоши изјави против Вучич. На тој начин тој се градеше позиции пред меѓународната заедница и нивните представници и таму во главните градови овдека. Што е погубно, затоа што такво нешто не сме имале. Значи, еве и Киро Глигоров бил, Борис Трајковски, Љупчо Георгиевски, Нема Бранко само тоа Цвенковски. што мислиш дека тие сваќаат озбилно дека Заев може да го руши Вучич. Да. Свати ле во моментите кога Заев ние сме зборел внимавале. И сега имаше неколку пробисвети од таа српска опозиција. Башановиќ и Машановиќ. Да, кои што се мота околу. Тоа не треба да се И до подцени. ден денес се мотаат и до ден денес Види, се не треба да се подцени како тие луѓе и дошле до ден овде. денес се собственици на медиумите блиски до СДСМС. Собственичката структура на Слободен печат. Не знам како е тоа изгледа, Па знаеш. таква од прилика, знаеш. И сега, значи, сега дали постои цел центар, па не знам се што да ти кажам. Ама знаеш, Да. Се на крајот на криштата амбасадите во Белград тоа е на пример една од најголемите заблуди во Македонија дека амбасадата американска во Скопје била најголема на Балканот, не е точно. Во Белград е 10 пати. Немој бе сега да поголема. им ги рушиш Ама на не нашите е точно, еме да кажем, значи. Зашто им Да. ги рушиш митовите? И тоа амбасадата во Белград може и да не е најголема. Може Приштина и Сараево да се поголеми. Ама сега ти народот па сега да овде си верува кажеме, во да. некакви Меѓутоа, митови. Дека тука бил главниот центар на ЦИА за планетата. Нема врската, Дека да. доле имаш подземни канали кои директно нема идат врска. до До каде? До Пентагон. па, испод Атлантик треба. Ама неважно. Од друга страна, На некоја сонда и вака види, бум, така ли? прво сега Добро. да се разбереме. Зошто Вучич би го рушил некој? Зашто центарот би го правил у Македонија, кој може да го направи, не знам, у Пожаревац. Може да го направи у Ниш. Ова ти е легитимно прашање. Значи, зашто би го правил? Еве, ова е прашање до пропагандата на Вучич, до нивниот наратив. Што е разликата? Мислам, што има некој да прави во Македонија центар за да го руши Вучич? Тоа е Абе види. премногу, како да... Знаеш кој е главниот проблем? Премногу се дава некаква митска димензија, на Груевски пропагандата беше многу слична, премногу се дава некаква митска димензија на небитни работи. Во Македонија имало центар и некој од тука координирал рушење на Вучич. Како? Тенкови тргнаа, дронови летаат од Скопје натака, што? не Во знам. 21 век, значи, Не знам на што мисли, треба да ако го... тоа може така центри да има во состојба на фронтални војни, знаеш, па да има негде центар и да го рушат од тој центар Вучич. Дали си во Скопје, дали си во Берлин, дали си во Лондон, дали си во Копенхаген, дали си во Москва, е исто денес со интернет технологиите, знаеш, и сега како ќе координираш Прво од не е тука? исто, знаеш што не е исто. Значи секаде во светот, за да имаш добра дипломатија и надворешна политика, па и разузнавање, мора да си таму. Мора да го живееш моментот. Знаеш, едно е јас и ти кога читаме нешто на интернет, Лјупчо. Ама ти ако не си на таму, кај што се случува Тоа што е работите. разликата меѓу Скопје и Копенхаген во однос Не, на таа работа? пара поблиску е Скопје. Сега една Виж што, работа, сообраќајно, сега да се разбереме 3 Ама сата со Будимпешта е кола. па поблиску па до Да, Будимпешта е па уште поубаво поврзана. Кога ќе видиме земја членка и на ЕУ и на НАТО, па и Сараево, па и Букуреш, делови од Романија. Појма немам. Значи, види, тоа се некои информации кои што веројатно се малце извадени од пропорција. Дали треба да се види тоа? Ова ти е преблаг реч. Ја мислам дека тоа се информации кои се една класична патетична теорија на заговор, која не само што не му помага, туку му одмага на господинот Вучич. Наместо со рацио да ги руши сите овие работи, да им објасняло будали едни, бездробивме, Абе, идете дома, да. одморете се,
Не, Знаеш, ама види, ова се види, ама пази, во светот на политиката ова си размена на некои пораки. Сега не ги знаеме, не ги немаме информациите кому се обраќа, кому то не само на српскиот народ, тој тоа некому го зборува. Сега кому го зборува, не знам сега на крајот на кришта. Ама и тој кому како го слуша, Не го слуша. Го слуша, не знаеш го сега, во тој свет не е, во тој свет е... има тука една очигледна една очигледна, како да кажам, диспропорција на сите овие работи, тоа е дека Вучич сака да потенцира нешто што сите го гледаме и го знаеме, а тоа е дека Македонија е верижно поврзана со Србија на многу начини. И сега тоа е по друга страна и негов проблем, затоа што неговите апсолути кон целиот регион, неговиот наратив да се наметне како лидер на регионот, како Со Рама новиот заедно. Тито, да. Он и Рама таа улога ја играат. Боро и Рамис. Сега па имаш последици од друга страна и никако не сме ништо тука да мрдне. Тоа е многу битно. Иако ние, човече, имаме толку многу други проблеми во овој момент закачени на грб, како држава, што изборите на Вучич ни се Нема проблем. дури Перо Антич го прати од овде да му даде поддршка. Уште не разбирам зашто не е скандал во македонската јавност, но И како не е, види, затоа што не го сваќаат озбилно. Зашто не? председател на Кошаркарска федерација иде у Србија у кампања, го поддржува Вучич, мислам, реално тоа е недозволиво. Нема, ние разбираш поентата, не го сваќаат озбилно тоа. Луѓето. Перо Антич не го сваќа тоа озбилно, На тоа мислам. Да. Ама функцијата на Перо Антич не е неозбилна. Ба добро, Се има нешто, знаеш, сепак тоа треба да се дискутира, но неважно е тоа. Гледаш, што значи да си објективен? Ти можеш да го критикуваш, нели, од една страна Вучич, но од друга страна можеш да кажеш, да бе, човеков победи и тоа е јасно како бел ден. види дека победи. Од друга Дали- страна, дека има потоп на партиската сцена кај нив има. А која е веројатноста според тебе дека има центар во Македонија за рушење на Вучич? Абе, прво види, тоа е кој знае што е тоа. Тоа е некоја работа која што е извадена од пропорција. Ајде да видиме што значи тоа. Значи, тоа е Не, да. би сакале, ако има некој, нека ни кажат кај е тој центарот, ја ќе идам со камера да го снимам, да го барам центарот појма немам за кај. рушење на Вучич. Појма немам кај. Да. А исто така мораме да бидеме Го бараме Не, и- мораме да бидеме објективни. И во целисходноста, Мораме да бидеме каде во објективни Скопје? дека во регионов сосема нејасно зошто еден од луѓето политичарите кои што предничи со антисрпски изјави е и председателот Пендаровски. Сосема неоправдано и со ништо не предизвикано. Никому не му е јасно зашто тоа го прави човек. Конкуренција. Он мисли дека он наместо Вучич може да доминира со регионот. Не, види, тоа се... Легитимно? Легитимно. Он не може со Македонија да доминира, со регионот ќе доминира. Ама нема врска, знае се, човекот си има некакви амбиции, мисли дека застапува некакви политики, но знае се вака крај краева, кога ќе размислам, мене не ми треба па и некој да е ниту нешто да изиграва тука критизер и коректор на српската внатрешна политика, ниту пак ми треба некој кој е тотално незаинтересиран на за македонските интереси во однос на Србија и на Србија би дал се. Сметам дека тука треба да има рационални политичари кои во овој процес на отворен Балкан и кои на се и ги штитат првенствено И дали интересите согласуваш дека не сме на да биде Македонија, кои не секогаш се поклопуваат со интересите на Србија и во многу случаи не се поклопуваат со интересите на Србија. не се поклопуваат. И сега, дури и србите кои живеат во Македонија, се значителен број, не им одговара оваа земја да биде оштетена на сметка на Србија. Ме разбирате, пошто живеат во оваа земја, не живеат во Србија. Така да има тука ја не сакам да имам тука полтрон на Србија, но па и не сакам сега тука да имам невладина организација на власт која ќе зборува за демократските реформи во Србија,
а не може аселен обвинител да најде во држава. Да, меѓу другото. Сега да бидам вака директен. Сега, во однос на Пендаровски, Пендаровски има така една серија на работи кои до ден денес никој не ги разбира. Веројатно него го поврзуваа дека е прилично близок со Србија уште од времето кога работел во како се викаше во Полиција. Во полиција, да, дека има некакви релации на координации на ниво БИА, тогаш на УБК, дека тој бил онака српскиот човек во целата таа структура. Мене тоа дури луѓе од Србија ми го говореле, иако не се зборуваше за тоа ниту во предизборната кампања, ниту во изминатиот период, некако се кјути за таа работа. Но Пендаровски беше постојано поврзуван како српски човек. Сега дали во тие кругови се проширил тој муабет во дипломатските, па сега он мора да биде антисрбин за да си ја тргне муабето од капата, сега тоа не навлегувам. Ја па не мислам така, ја мислам дека секогаш он бил поврзан со некоја некоја таква улога вазална кон западните партнери. Во ред, Тоа му било цел живот. види сега. Знаеш, онака. вазална. Значи, едно е партнер да си, едно е да си вазал. Не, Има сега, разлика извинете. у димензии. Извини, знаеш. Ивица, сега морам да те Ајде. поправам, затоа што ти си ми го зборувал ова, а сега ти не фаќаш една клучна Ајде, мисла. која? Човек кој после 2001 година покажува вазалност кон западната хемисфера, нужно пред 2001 година покажувал вазалност кон Србија. А тука има логика. Значи, тоа е истата Те структура. фаќам што Ние, збориш. извини вака, ама ние немаме од Харвард, од Јейл, од Принстон, од сега ради Питсбург, од овде. Слушај, ради биологијата нема да чекаме, па 2500 веројатно кон Кина, ќе покажува. Или кон Индија. Но, Да. нашата елита поврзана со Западот денес е истата она која до 90-ти со цвеќиња ги пречекуваше србите. Да не речам палеше амбасади во Скопје. Значи, тоа се луѓето. Да, тоа. Така што, Да, немој да мислиш дека... Тие сменија име. Немој да мислиш Тие сменија име. Немој да мислиш дека Стево Пендаровски некако одскокнува од цела таа работа. Значи, Добро. да се, за него ова ти зборам за периодот пред 2001 година, за време на првите косовски кризи, за некои такви настани, кога за време на војна во Хрватски и така натаму, кога улогата на Пендаровски во македонските служби мимо Србија, и сега тој му бил, како се викаше, Ментор. Кој не знам. Па Пане Велев мислам дека беше. Не. Од тоа време. Не. Предходно е влезен. Уште време на Фрчко. Доста го Или дигна како го во вика, небеса. имаше еден го навадеа бе кој му бил. Не знам, го стварно, заборев. стварно не знам. Ама сепак, сега, Тешко да е Пане Велев. не е Пане Велев, се извину. Му се извинувам на Пане Велев. Починете. Така што На оној свет. добро. Значи, му се извинувам на Добро. човекот сега. Неправедно сум го спомнал, независно од се. Сакам да ти кажам дека улогата... И сега, веројатно си ја ишкам увата од капата, па он сега мора да изиграва овде центар за рушење на Вучич. Но имаме една друга димензија во оваа земја, Добро. а тоа е дека и покрај тоа што ние имаме една влада која така милува да биде антивучичево расположена, на крај зима брашно, вакцини, такви работи од Вучич, такви режимски вакцини, режимско брашно да земеш, режимски зејтин земаа своевремено. Мене ми е тоа малку Овој вака, режимски зејтин баш ме интересира како изгледа вако. како подмачкува. Како подмачкува режимски. Да. Види, значи да се вратиме. Македонија водеше една паметна политика дека нема потреба од мешање во внатрешните работи на соседните земји. Да, Сиве овие години додека е независна земја. И тоа е убав принцип. Убав принцип. Мислам дека треба да продолжиме во таа насока. имаше бе околу чие време имаше така еден класичен просрпски удбаш на чело на институцијата што му бил шеф и што го вработил Пендаровски. Само го заборев името,
почитувани слушатели, ако ви текне, толку кампања се збореше, ако ви текне, ве молам, пишете ми како се викаше човекот. Добро, не знам. Ајде да видиме што велат слушателите. Во Србија се случува класично македонско сценарио за ручење на Вучич. Не се случува тоа. Вучич победи убедливо. Во Македонија Груевски не победи убедливо во 2016 година. 1-2 колку имаше? 20. Шемата е иста. Незадоволна опозиција, студенти на улица, напад на државни институции, умешани странски служби, ОПСЕ, итн. Извинете, ама секоја обојна револуција и секој незадоволство во светов, во историја, така, посовремена ги има овие работи се. Без студенти, без напад на државни институции, без умешани странски служби и без незадоволна опозиција, ти не можеш да имаш протести во земјата. Реално. Освен ова со странските служби, сега не се секат умешани, па дури не знам ни тука дали се умешани. Треба да имаме една... Каде, во Србија се умешани? Види сега, Ивица, не се не би давал тврдења кои не можам да ги подкрепам со да, доказ. но сигурно се умешани, значи не дали се сигурно. Абе, дека се умешани, сегде се умешани, но на кое ниво се умешани? Сигурно. Дали се умешани во организација, дали се умешани во прибирање на информација што пратија луѓе, дали се умешани само во финансирање на тие луѓе. Знаеш, имаш од умешаност до умешаност. Мени дека се умешани, сегде се умешани и секоја се умешани. Ама се работава нивото на умешаност. Дали некој од тие служби ги координира овие кои го прават тоа, или само се информира од нив, дали само ги финансира можеби. А овие независно те, знаеш, има таму ако ги финансира, ги контролира, бе, не знам. Ама на кој начин? Колку? Како? Дали знаеш, има тука? Значи ако ги финансира, ги контролира сигурно. Значи тука нема тоа сепак тоа е малце со равенка со повеќе непознати која не ни доликува сега ние да ја одговараме. Да, меѓутоа А Вучич проба да ја одговара со тоа што дека имало во Македонија центар кој беше оној за негово рушење. Кога беше 5 октомври во Србија, се виде дека имало и вмешателство сега. Да се разбереме. 5 октомври, да, за мене беше значаен ден, затоа што мислам дека Балканот се подослободи од некои работи. Но дека имаше имаше сега да бидеме искрени. Липчо. И после 5 октомври во Македонија се преслика преку отпорот на Бранко. Столадата која се возеа. Глупости беа, да. Мислам, беа уште еден доказ дека историјата се повторува фарса, да. Прво како... Дали имаш и таму вакво? Имаш. Чекај, во инбокс ми пратиле кој е... Да бе, во време на Добри Величковски бил в работа. Добри Величковски, добре, добри е друго нешто. Добри е тамо... Носителот на антисрпската линија на Стево. Добри Величковски беше познат разузнавач во тој период. А ориентиран кон кого беше? Кон Америка? Партиски не. Кон геостратешки. Кон Македонија. А да се биде кон Македонија во тој момент значеше меѓу другото да се фатат врските со Западот. Така што не се сомневам, тоа е Добри Величковски, не беше ни проруски, ни просрпски, ни про било што. На крајот на кришот и цела македонска полиција беше промакедонска. Да се разбереме, институции која правиш, зашо ги правиш тие институции? Волку промакедонска служба ќе видевме некаква држава јака да беа промакедонска. Абе, тоа е тоа. Ја малку тука сумњам во таа промакедонска. Види се, на крајот на криштата политичката класа се занимаваш со богатење на 200 фамилии во Македонија во 90-тите, наместо да прави држава. И еве го тоа е тоа. Пореклом од Паланичкиот регион. Да идеме малце на пауза, Липчо. Да ти кажам право, и јас сум за пауза, иако ми е фатално многу интересно. И мене ми е интересно, но веќе пола саат тераме. Фатално многу време интересно. Е за... Зашто? Време е за мал... брейк. Да. Одиме со кратка пауза за реклами и штовани публикуме, по кој се враќаме во вториот дел од емисијата. Одговориме на прашањето дали може би штабот на Вучич се крие во председателската резиденција на Стево Пендаровски. Види, Ивица, имаме развој на настаните во паузата. Да. Значи, ние драматичен. Две драматични информации во однос на Стево Пендаровски, кои го коментиравме претходно.
Првата е дека него го овде во студио кажал минатата недела Павле Трајанов дека он го вработил во полиција, значи бил негов кадар. Добро. Треба и Павле да се провери, нема врска што не бил гостин. А ментор за докторската дисертација на Стево Пендаровски е професорот Звонимир Јанкуловски, кој има радиоемисија во петок, нели, дел е од тимот на радио Лидер. Сакаш да кажеш дека интелектуалниот шеф на нашиот тим сега ова добива друга димензија. Затоа што Звонимир, види се, Звонимир никогаш не важел за просрпски, опозитот, он секогаш бил спротиставен на таа удбашка структура, се образувал на запад, во Англија, во Америка, во Беркли, така натаму. Има една здрава прозападна нишка во него, за разлика од другите што се прешалтуваат, дури во 90-ти. Започна со моментот кога беше асистент на Стане Доланц. Тука века западната нишка беше иницијална, нели? И од тука понатаму се развиваше. Стане Доланц е западен кадар. Да бидеме... Да, ова е... Тука влеговме во оне дел од емисијата кога Љупчо има... Не, овде Ивица сега влезе, што некои зафрканци што на кафе си ги кажуваме, почна да ги прелева во радиоетерот и морам да те прекорам дека ја поминуваш малку и линијата на пристојност, сакаш да кажеш? Не, тоа на пристојност на работи кои треба да се кажат во јавност. Добро, тоа е позната работа сега. Меѓутоа види, ај сега вака се разбереме дека кога зборуваме, значи српското влијание во Македонија. Директното српско влијание во Македонија. Влијанието на институциите на Србија во Македонија завршуваат на 6 април 1941 година. Брана за српското влијание во Македонија, во смисол некој овдека домаловажува да вика дека Македонија не постои едно друго, е Социјалистичка федеративна република Југославија. Ама сега Ивица, не е само не под влијание кога зборуваме, не е само негаторско и негативно влијание сега, например, ние по 91 па наваму исто така гледаме овде од Србија големо влијание, се не може да го негираш тоа дека не постои. Влијанието културно постои, зборам директно државно институционално влијание. На тоа. Сега Србија преку Македонија сака да си ги оствари. Македонија кршеше ембарго, нели, кон Србија? Ама кршеше и Бугарија. Чекај, кршеше Албанија. Кршеше Бугарија. Добро се. Кршеше Романија. Ние во Македонија имаме у моментов 15 милионери кои Унгарија реекспортирале. Чекај, не, ако гледаш така се испаѓа дека значи чекај. Значи од соседите на Србија, еден сосед каже ми кој што не кршеше ембарго. Ние во моментов треба да бидеме искрени кон себе и да признаеме дека во Македонија има 15-20 милионери кои направиле пари од тоа кршење на ембарго кон Србија сега. Да бидеме објективни. Ја не го спорам. Ние треба да бидеме објективни и да кажеме дека во Македонија има Србија влијание на ниво телекомуникацијски оператор. Добро. Тоа е МТЕЛ. Да, и? Значи, кој е во телекомуникацијскиот бизнис во Македонија? Германија, така? Да, кој е уделот на МТЕЛ, кажи ми? Па се зголемува од ден во ден. Сериозна компанија со сериозни буџети, маркетиншки буџети. Ако сакате маркетингот на МТЕЛ во Македонија, на медиумскиот закуп, го води фирма која порано била собственост на сегашниот премиер Димитар Таче Ковачевски. Се вика Tokyo Communications. Добро. Сега, од кадри водена, кои се блиски и работеле заедно целата нивна кариера со премиерот Димитар Ковачевски Таче. Пак прашам, кај го гледаш ти влијанието? Значи, збориме од директно влијанието. Ако гледаш за културното влијание, што е поразлично, например, од турското културно влијание? Ти го кажувам влијанието делот на пари, мог, бизнис релации, политичко, нели, влијание, јавно мислење во земјава, ако сакаш, тие... Како? Јавно мислење како? Тоа ме интересира. Па, ќе ти кажам наједноставно. Историски гледано земи колку главни уредници од Македонија имале сериозни врски со оние бивши удбашки структури, прво учествувале у палење на
америчка амбасада овде во Скопје, кои се тие луѓе? Ако сакате бизнис релациите на нашите тајкуни кои владеат со медиумите на еден или на друг начин, не може да се занемари српското влијание во Македонија се. Ја не викам дека тоа е добро или лошо, кој што има аустриско влијание, кој што има германско, кој што има америчко, ако сакате, и србите пробуваат да играат некаква геостратешка математика. Овде, колку успеваат или не успеваат, останува да видиме. Или еве, ако сакате, ние имавме спор со Србија, со црквата, не ние, нашата црква, да речеме, како не беше тоа државен проблем, не беше проблем ни на народот. Но беше проблем, добро. Беше проблем, нели, со црквата. И се надмина. Се надмина тој проблем, но е сега и тоа отвори едно друго прашање. Ајде, кое? Не викам ја дека е лошо што се надмина, одлично е што се надмина. Секоја чест и за Порфири и за Српската православна црква све. Но се надмина во еден многу интересен момент. Тоа е баш во моментот кога Бугарија го нападна ригорозно нашиот, нели, идентитет преку блокажата со Европска унија. Што ти е тезата? Србија тогаш покажа една великодушност, вика, окей, ние шо негираме, црквата ја негираме, ај ќе ја признаеме за да немаме ниту еден проблем со нив. А предходно што негира? И ништо, само црквата, нели? И тоа значеше конечно затварање и на последниот проблем и Србија де факто ги освои македонските срца со тој потек. Ти не можеш да кажеш дека тоа е негатив, но има не велам дека е негативно. Но не можеш па ни да кажеш дека немаат одредена геостратегија и политика кон Македонија, дури тоа да е позитивно. Се согласувам, меѓутоа, значи, зборам до, види, Србија од 1912 година со една пауза, нели? До 1941 година има непосредна директна управа врз Македонија. Да. Тоа престанува. Во 41 Добро, година. тоа не е Србија, тоа е кралството прво, Ама СХСР, кралството Југославија. Значи, дали тогаш Кралството Југославија не е Србија сега, не може да биде Србија. Дали политиката на кралството Југославија кон Македонија била србизација на Македонија? Во првична фаза, да, во секундарна фаза и нешто многу различно од србизација на Македонија. Што било? Зародиш на македонскиот идентитет. Ама види, македонскиот идентитет се јавува како реакција на официјалната политика. Официјалната политика не била овдека да се промовира македонски идентитет. Во даден период, кралството никогаш. Кралството до последен момент оди на пишувал и така натаму. Кралството оди до последен момент, кралството Југославија. Пардон, прво е кралството Срби, Хрвати и Словенци, потоа кралството Југославија. Тој трансфер оди на србизација на македонците. Македонската историографија вториот модел, вториот момент не го кажуваат, односно која е разликата помеѓу СХС и Југославија? Разликата е во тоа што Александар Караѓорđević имал некаква сулуда идеја која не профункционирала, а тоа е да го унифицира еден народ од три племиња. Он рекол има еден народ од три племиња. Племињата се демек Словенци, Хрвати и Срби. Кај сме ние? Да го па ние сме некој подплеме. Не е така. Не е така, затоа што на пример кога се дискусиите, пази. Ние не сме биле племе, ние сме биле граѓани, не се фркаваме. Не, кога се дискусиите за тоа како се устрои Југославија. Пардон, кралството на србите, хрватите и словенците во 1918 крајот декември. Меѓу другото, еден од предлозите на дел од хрватските првенци е да има федерација и Македонија да биде една федерална единка, затоа што македонците се посебен народ. Има еден друг Анте Павелич Неовој од Втората светска војна, има еден Анте Павелич Забар, кој што е голем хрватски национален лик и негов е предлогот. Мислам негов, не е негов, тој го изложува тој предлог. Потоа, да не заборавиме, додека трае Првата светска војна, во моментот кога се создава Југословенскиот комитет, македонците кои што се дел од српската војска, како офицери и како политичари и како дел од целото тоа војска, цело општество околу тебе, така. Во 1917 година е донесена Воденската декларација во Воден, кај што македонците бараат признание затоа што крварат за таа земја, значи во Југославија да бидат равноправни. Сега тоа српската политика за жал го игнорира. И онијат на србизација. Таа србизација, само да кажам, е многу брутална. Факт е дека кон крајот на 30-тите години малку попушта. Затоа што и Југославија малку почна тогаш да се демократизира. Тогаш на македонскиот национален покрет мана по тогаш збирката на Кочураци, меѓутоа сето тоа како отпор на официјалната политика.
Тоа завршува 41 година. Тоа е тоа што кажам. Сега, Во однос на српското влијание. во однос на српското влијание, да, примерно е културно влијание. Зошто е културно влијание? Овој народ да беше дел од поранешна Југославија и дури и генерациите кои ќерка ми родена 2005 година немаат проблем да го разберат српскиот јазик. Од таму влегува разноразна култура, од врвна култура преку да речеме види ги книгите на Лагуна кои преводи ги има, па до шунт култура. Факт е тоа. Пропорционално повеќе шут култура. Па како во цел свет, еве во Америка, знаеш ли која е најслушана музика? Убедливо. Најслушана музика, која е? Овие модерни попови, Рита Ора, таквите. Кантри. А кантри тоа не... Кантри не е контракултура баш убара. А бе како? А што е различно од шундов? Сега не може Цеца и Кантри, сега ќе ти извадам 20 топа од Не е така, ама не види се. Том Тихал и Томе Здравковиќ ќе ги споредуваме. Дај не зафркај сега. Треба да те пратам во Нешвил некој ден па да видиш ти која е разликата. Најубава работа. Не, во Нешвил треба да вака да прошеташ па ќе видиш која е. Меѓутоа, немој сега тука ова српско влијание не го дозволувам, турбо фолк и кантри некој да ми спореди. Па што е разликата бе љубче? Предобро го познавам кантрито и квалитетот на кантрито, сега не зафрка од кантри настанал рок-н-рол, од ритам блуз, нели? Ритамот е кантрито, блузот е не знам дали од кантри. На црнциве музика, сега не зафркавај сега. Океј, ај сега. Сега сме виделе дека за политика си извонреден, за дипломатија, за геостратегија, за музика, боли седи кјути таму, да не си правиме проблеми тука. Че треба да те пратам. Народ не слуша, знаеш, кантри и турбо фолк ќе споредиш. Кантри е наредна музика. Кантри можеш да го споредиш со Маријан Коцев, со Гоце Арнаудов, па ако сакаш со Севдалинките у Босна, тоа е кантри. Не можеш кантри да го споредиш со Теа Таировиќ и со Цеца. За жал има и такви црти. И за жал тие се слушани во Америка. Нема се. Ова тука е од Блиски исток дојде на музика. Има, види. Споена со балкански фолк и има направено еден таков ршум гнасен. Треба да ти организираме едно студиско патување во Нешвил да видиш. Значи сега да видиш што е кантри. Ја поседувам преку 50-60 кантри албуми, немој да ми го споредуваш тоа со тоа. Во ред. Меѓутоа да се вратиме на тема. Во пауза имавме кантри претходно и да може да слушнат слушателите, сега тоа ќе споредиш со Цеца. Имаме кога сме кај сузбивањето на српското влијание. Чекај се, да се вратиме на тоа. Во Македонија. Да, дека тоа влијание примерно е културно, дека Србија сигурно има свој планови кон Македонија, има. Дека дали Македонија е дел од српскиот свет? Не. Не. Српскиот свет. Дали Србија мисли така е друго прашање. Дали Србија мисли кон српскиот свет, тоа е па друго прашање. Да, сега. Да. Кога сме кај сузбивањето на српското влијание во Македонија, значи, Благојче Атанасовски, колумнист на порталите Frontline, кој е во собственост на Джемил Дерала и Нова ТВ, со својот најнов прилог за овие портали под наслов "Рускиот рулет за Мицкоски" пишува: најпросто објаснето во неколку реченици. Станува збор за борба на американците со српското влијание овде. Како екстензија на руското, тоа е станено у заграда. И тие таа борба немилосредно и бескрупулозно ќе ја водат до крај, макар да треба пак да пребаруваме тела на паднати авиони кај Мостар. Колку и морбидно да звучи, но тоа е реалноста. Господинов, значи, вели дека ќе му паднел на авионот на Мицкоски, повикувајќи се дека некој го срушил авионот на Борис Трајковски. Сега мораме да реагираме за целата значи, работа. Значи, само секунда. Добро. И тоа е некакво джедајско справување со руското влијание и српското влијание во Македонија. Ова е прво со Чуеков, минатата недела бев во Канал 5 и морам да кажам дека во гостувањето кај што бевме, дури збореше дека ВМРО ќе победи на изборите народни, дека тоа е очигледно и дека власта не ја бива и дека е корумпирана и така натаму. Не ми остави впечаток на... Не ми делуваше волку нетокму да го напише ова. Сака да кажеш, не ти делуваше дека нешто му фали. Добро. Добро, се може ја па и погрешен сум му проценката на тоа. Не ме бива да погодам дали на некој му фали или нешто. Може лош психолог сум. Мене може тоа ми фали дека не знам да проценам.
Но еве ја кажем јавно, јас повеќе со тој човек не ќам да делам просторија. Некој што зборува дека треба да падне авион и некој да умре за види. некаква джедајска битка која никој не ја разбира. Мај да бидеме се искрени кол целата оваа работа. Сега да го разгледуваме ова во слоеви, може? Ајде. Прво, не го знам господинот. Чекам, ја го знам, 2-3 пати сум гостувал со него, Да. не ми делувал ваков лудак. Иако ми збореле дека има некакви така чудни ставови, но ми делувал рационално прилично, ама ова кој ќе го прочитам не само што е нерационално, ова мислам дека прво е навреда за американците, дека они рушат авиони, да се разбереме. Нема таква политика Америка, барем кон Балканот и кон Европа. Немилосрдно е тоа да се каже за американската дипломатија. Второ, со ова повеќе слојно, тој уствари ги обвинува американците дека го срушиле авионот на Борис Трајковски. Ова е вон секоја здрава памет. Значи, морам прво да кажеме, значи Ајде. се трудам да најдам пристојни зборови. И имам проблем. Значи прво да се доведе во врска паѓањето на авионот на Борис Трајковски со некаква мрачна разузнавачка операција е една од теориите на заговор кои што кружат во Македонија, која што е многу грозна и одвратна. И веројатно невистините. Ај сега да бидеме искрени сега, да ставиме у контекст целата таа работа. Во 2004 година, пред претседателските избори, беше јасно дека покојниот претседател Борис Трајковски бара втор мандат и дека сака втор мандат и дека сака неговата матична партија ВМРО ДПМН да го предложи повторно. Друг факт е дека човекот кој што првично го предложи, Љупчо Георгиевски, се откаже од него јавно во собрание на Република Македонија. Зборувајќи дека е грешка што тој и партијата го избрале за претседател. Рейтингот тогашен на Борис Трајковски беше фрапантно низок. ВМРО ДПМН во тоа време предводено од Никола Груевски беше влезено во една голема реформа од секој аспект, партиска. Дел од таа реформа беше промоција на нови луѓе. Беше очигледно дека претседателот Трајковски нема да биде кандидат на ВМРО ДПМН. Тој ништо чудно се подготвуваше можеби за независна кандидатура Или за повлекување од политиката. Анкетите велеа дека ако биде кандидат на ВМРО ДПМН, фрапантно ќе изгуби, ако биде независен кандидат ќе биде срамно кој ќе биде бројот на гласови што ќе добие. И сега кога се прави анализа дали е можно да имало да е таква убиен, да. Од чиј интерес било тој да биде убиен во тој Затоа што станувало збор за политичар во залез, како да кажам. Па не во точно. И се кажи ми, кој бил интересот? Кој бил интересот? Види, зашто пази. За да имаш теорија на Чекај малце, Љупчо. Значи, ако некој мисли дека одлука во било кој центар во светот, одлука да се пристапи кон убиство на шеф на држава, се носи така лесно, се лаже. Изборуваме за човек кој во тој момент има бенигно влијание. Не, види, чекај, убиство е грозна работа. И второ, значи убиство на шеф на држава. Со што? Да. Господин, еве, алудира овој човек толку се болни ставови, што не знам ни зашто дискутираме за да додем понатаму, чекај. Имаме некакво Не, вие збориме убиство на шеф на држава. Знаеш колку луѓе треба да се вовлечени во тоа? Што им сгрешил на американците Борис Трајковски за да го утепуваат како што тврди? Знаеш ли која организацијата се случи такво нешто? Од друга страна, пази, да не забораваме дека токму во тој предел се случи една голема трагедија за американците. Значи, недалеку од местото каде што загина претседател Трајковски, загина и американскиот секретар за трговија Рон Браун, највисоко позициониран афроамериканец во владата на Клинтон и личен другар на Клинтон. Од него беше наречена и програмата за стипендија што јас ја добив, еве. Значи, и сега, како да кажам, значи,
тука некаде и падна авионот на Джемил Бједич, председателот на југословенската станува збор за влада. еден таков турбулентен точно. географски предел и така. Но Ивица, да се разбереме. Благојч не е првата будала која дава теорија на заговор. Сме чуле многу будали до сега кои далете. Јас сум отворен, се извинете почитувани слушатели, може ви звучи ова дрско зборот што го користам, но јас сакам да бидам културно дрзок. А културно дрско е да се каже будала за човек кој повикува на Мостар, обвинува за Мостар дека случило ова или она. Значи, морбидниот момент, извини, само ќе го кажам ова па надоврзи се. Морбидниот момент на една страна не е првата будала што за овој случај дава некаква теорија на завера. Не е. И веројатно нема да биде ни последната. Но што го прави да биде како да кажам автентично болен? Знаеш, тоа што го кажува, најавува дека истото ова може да му се случи на човекот кој во овој момент е лидер на македонската опозиција. И тоа го кажува на еден од најпровладините медиуми во Македонија. Не еден од најпровладиниот. Најпровладиниот медиум кој е буквално управуване колизија е едно со Центарот за комуникации на СДСМ. Значи СДСМ Димитар Ковачевски Таче, кој еднаш недавно има интервју за Џабир Дерала, доколку не се огради од ова, тој директно стои зад заканите кон Мицкоски закана со убиство. Со убиство. Ова е директна закана со убиство и не може да биде ништо друго. Знаеш, ние на сајт не го истретиравме ова затоа што велам чекај, тоа е премногу морбидно за да го споделиме. Но не можев, до Сабајле, не можев да се го поврзуваат Мицкоски со српско и руско влијание. Човекот е тотален опозит од тоа, како да ја кажам. Тотален опозит од било какво српско и руско влијание. Тотална спротивност. Борис Трајковски? Не, и Борис Трајковски па и поготово. Христијан Мицкоски, двајцата ги ставаме. Знаеш, и тој што загине и на овој што му се закануваат. Ова е проблемот. Борис Трајковски е првиот македонски председател кој влегол во Белата куќа. Не, влезе и Киро. Ке клипта. Се извинувам, но политичарот кој имаше реално најблиски релации преку таа протестантска црква и така натаму, значи сега да не се лажеме. Христијан Мицковски во исто време е човек што изразено прозападни ставови до ниво да држи непопуларни тези и да го поддржува Израел во јавноста, мислам. Да бидеме искрени. И сега ти таков човек ова е дел од стратегијата која што успеваше со минатата влада на ВМРО. Демек ВМРО биле некако проруски, прокинески, што немаше врска со живот, меѓутоа успеваше, затоа што знаеш во тој момент све одеше, така? Еве јас сега се јавно кажувам, ова затоа што ме викаа дел од телевизија, пред се мислам на колеги, секој ќе си благодарам на тоа, и во Канал 5, и во Алфа, и во други телевизии, во 24 вести, на Телма уште не сум бил. Уствари бев и на Телма еднаш. Значи, нема врска, ме викаат по дебатни емисии, понекогаш 2-3 пати се погодило со човеков да биде. Јас се плашам да бидам во присуство на оваа будала. Повеќе не сакам. Ја не можам да правам во петокот дискутирав со човеков. Не ми опонираше на ништо. Знаеш, се постава прашањето, викаш, добро, кој мозок е бе ова вака да размислува? Човек, значи да не споредувам со малата Вања и со еден сличен вакви тези што вадеше во јавноста, па како заврши се, неблагодарно е се, не сакам тоа да го зборувам. Но внимавајте луѓе, мислам, не внимавајте. Види во што верува човекот. Види во што верува. Не смее да му се даде секунда медиумски простор на човек со вакви размислувања. Ова е монструозно. И секој оној кој во иднина, прво, има ли бре тој Џабир Дерала таму уредник, некој читали текстови што се објавува на тој не само тама, види, од друга страна забораваш една друга работа. Забораваш дека еве вчера одлежи соопштение дека ЗНМ протестирало што некој остал Facebook коментар за него. А ја и ти да реагираме на секој Facebook коментар што е за мене и за тебе или Twitter feed. Ние пари наплаќаме по 10 евро лош коментар за него, пишувајте слободно.
Се шегува. Не бе, за нас зборам. Значи, Ивица, за нас све на и свашта страна, значи, закани на едно страна. друго. Мислам дека и ЗНМ излезе вчера со реакција за ова, излезе и Не МАН. би, за nama немаш. И реакција што е срамно. Ки излезе. Значи сега малце покомплицирани се како се вика механизмите за одлучување во ЗНМ, но ки излезе. Сега си ја знам мојата матична организација, те молам нема. Не би сакал да излезе. Ама секако ки излезе. Добро. На страна сето тоа. На страна тоа. Има ли уредник во тој медиум кој седнал да го прочита? Мислам, јас сум уредник во Лидер. Да. Имаме и ние колумнисти, сега нешто имавме за рудници за ова зона претходно. Да дојде некој мој колумнист и пред да ја пуштам нормално затоа што јас сум доле одговорен. Ако има нешто, ја одговарам. Независно што одговара и тој што го напишал, ја одговарам со него. Значи, таков е законот. Главниот е затоа си одговорен уредник, затоа што покрај тој што го пишува, тоа и ти одговараш заедно со него. Така е. И јас го да прочитам мој колумнист да напише ваков текст. Прво, текстот ќе биде ЦТРЛА и делит, избришан, и второ ќе му се јавам и ќе му кажам 100 метра од мене да не се појавиш. Те молам на 100 метри од мене. Благојче Атанасовски требало, ако имал ронка достоинство во себе Џабир Дерала и ронка разум во таа главата, требало прво да не дозволи во никој момент Не знам, меѓутоа види, знам дека го браниш ти ЗНМ, меѓутоа види вчера стварно на сите профили, на сите медиуми одек на тоа како ЗНМ протестира, бара од институциите да реагираат затоа што некој лажен профил упорачнал на Џабир Дерала дека ќе го бие. Извини се, Љупчо, ама на медиум на Џабир Дерала излегува закана со убиство за Христијан Мицковски. Каде е реакција на ЗНМ? Извини се, побарал веројатно Џабир и они се должни, јас која сум побарал про такви закони се должни. Повик за убиство. Има, може да ја цитираме Јорданка Ивановска Јоци, вика, во медиумите блиски до власта, оние на Џабир Дерала почнаат да се споделуваат во колумни разни црни сценарија, руски рулети, падови на авиони, несреки, и тоа во исти пасуси каде споменат е на Ачик, лидерот на опозицијата. Значи, на американците им е преку глава од нас, а шумарот е тука да ја прекине играта на Христијан Мицковски. Станува збор за борба со српското влијание тука, која ќе ја водат до крај, макар пак да пребаруваме мртве тела нападнати авиони кај Мостар. Тоа е цитатот. Алузијата е загинувањето на председателот Борис Трајковски, негови советници и цел екипаж во авионската несреќа. Патем, автор на оваа сериозна јавна закана е лик викан Благојчо, и да види фото 1, колешката Јоци, кој пак од неодамна е нов гостин во истиот подкаст, каде неколку години го слушавме убиецот на деца Љупчо Палевски Палчо, кому исто така фиксација и обсесија за лаги му беше Христијан Мицковски, а секоја трета и четврта емисија, вели колешката Јоци и јас. Благојче, не сум ниту близук со Јоци, ниту се согласувам со Јоци, но сега во оваа ситуација морам да го прочитам ова. Се согласуваме. Благојче седна на иста столица во исто студио и стана достојна замена на Палевски. Отворено почна да пишува за Мицковски и руски рулети и паднати авиони. Потоа, ликчево со вакви писанија носи плюс поени на ВМРО-овци и на Мицковски кои застанаа зад Македонија и националните интереси. Но тој и Џабир не го контаат очигледно тоа, ова контаат е скопијанизам, не го разбираате. Литература, особено рикошет ефектот од ваквите блјувотини кон СДСМ. Туку бидејќи не прочитавме никаде, очигледно МВР и ОЈО не реагирале воопшто. Да, Ивица, ЗНМ не реагирале, веројатно ќе реагираат, се надевам. Ама кај се МВР и ОЈО? Па Благојче очекувано спокојно до избори може да продолжи да пишува за лидерот на ВМРО ДПМН во исти пасус со броење на мртви тела. Идентично како што му беше допуштено од власта и на Палевски да го труе етерот и јавноста без никакви санкции со години.
Ивица, Ми види. нема што да додадеме, тоа е проблемот. Значи, единствено што сакам да кажам е... Не, верувам дека Инфомакс е и покрај се што се случувало со нив и така натаму, дека научиле некаква лекција со Палевски и дека нема да му дадат столче повеќе на овој лик. Не види Јас ова... ви кажувам, повеќе, јавна порака до Ако не сите се телевизии. ако не се Јас точно. нема да гостувам, нема да се појавувам и ќе ги бойкотирам сите телевизии на кои во иднина ќе се појави. Не, има граници. Благојче Атанасовски. Има граници. Мојата граница е таа. Има граници, се повик за убиство. И тоа да го доведуваш со некоја геополитика, мислам, чекај бе малку. Толку. Јас завршив со секој медиум. Баш кај една национална трагедија. Трагедија. Шеф на држава почина. Сега, не знам кога е роден. Меѓутоа, 2004 година беше шок. Значи, шеф на држава. Без разлика на контекстот што го цртавме, шеф на држава почина. Со него почина вкупно 8 души, меѓу кои што е еден И ја имам пријатели. можам да родители кажам, еве, еден од моите дипломатски ментори, Ристо Блажевски. Значи, лудо. И одиме чекор понатаму Ивица, а чекор понатаму е дека конечно треба Македонија да заживе овде она што го викаат во Америка и некој го коментира тоа е као лошо, очигледно не е лошо, тоа е canceling culture. не лошо. Значи, Лјупчо, никак. извинете. Не, Лјупчо, не. Извинете. Не. Јас, Не. Јас не сакам ништо со било кој медиум и политички субјект кој го промовира ова. Тоа е мојот canceling culture. Добро, ја не сум за тоа. Значи, Ја тоа не го сакам. телевизија на кој ќе се појави Благојче Атанасовски во иднина после ова, за мене е избришано од мојот канал на листи дома. Добро. Портал е ставен горе блок да не ми се појавува, да не можам вестите да му ги отварам. Значи, затоа што Не, јас сум против cancel culture. морбидноста, Точно. морбидноста, морбидноста не е решение. Дури еве пак ќе кажам, и покрај цел таму сите контроверзии околу нив, се таму што прават, тоа не може да ги разбере еден господ. Дури верувам дека Инфомакс после ова дека нема да продолжат Бе, да кој ќе го викне, бе, викнат. чекај, Еве сега ќе видиме. Еви на нив Броење мртви останува. тела, вика, Значи- чекај, што сака да каже човекот? Поштовани слушатели, се извинуваме што оваа предновогодишна атмосфера ви ја загадивме со ваква тема, но што е тука, не го бираме ние наративот кој е во јавноста, тој се бира самиот. Ние само сме како сурфери кои се возат на бранот кој некој друг го создава. Тоа е јавното мислење во нашата земја. Ви се извинуваме. Бидете расположени, оставете ги овие мрачни работи, мрачни теми, уживајте во предновогодишниот период. Ќе се потрудиме од утре понатаму малку повесели теми, а во петок ви го најавуваме последното издание на Еспресо со Златев и Боцевски за годинава, во кој гостин ќе биде Ивица, Професорот Звонимир Јанкуловски. кој е исто така дел од тимот на нашето радио. Значи утре имаме, во петок имаме куќна забава, може Куќна забава, Да. во која што јас, Ивица и Звонко ќе ви презентираме како радио лидер годинава успеа за една година да стане најслушано радио во етерот со убедливо најдобри бројки. Бројки кои јасно, концизно ќе ви бидат на сите презентирани, за да сватите дека понекогаш патот до успехот е лесен, се што треба е многу да работите.